Примерно 90-тата ми е во сеќавањата. Беше дел од репрезентацијата на Југославија на светското првенство во Италија. Почна со оној тежок пораз против Германија од 4:1, но потоа работите дојдоа на свое место, нокаут фаза. Го почувствува тој момент кога е да се биде или не во секој нареден надпревар, кога одиш се погоре и погоре, се повисоко, кога амбициите се зголемуваат, а со тоа и желбите и обврските. Па да, и самодовербата. Како? Да, и самодовербата. Кажи ни за тој момент, за таа 90-та, за тие прекрасни моменти во Италија, на крај што се завршија со бруталните пенали против Аргентина. Па ете, и тоа е едно светско првенство, едно од најквалитетните светски првенства, меѓу најквалитетните светски првенства. И ово го кажувам из проста причина, затоа што ние загубивме во Милано на Сан Сиро, изгубивме против Германија со 4:1, меѓутоа тука поставката после се испостави дека првите стартери што беа не можеа да одговорат физички на физичките предиспозиции на германците. Значи ние не можевме да играме со Део во средина, со Пикси и со Папе, со Сафе Сушиќ. Единствениот кој трчаше тоа беше Среќко Катанец. Сега човекот не можеше насекаде, нели? Тие беа машина, значи со цела свита, да не ги сега набројуваме репрезентативците. Мислам дека се увиде таа, така да кажам, тактичка грешка и веќе против Колумбија и Саудиска Арабија направивме исчекор, голем исчекор, не само што расте амбициите, него растеше и самодовербата и едноставно атмосферата и пред тоа беше јако добра, затоа што ние имавме, да не забравиме, мора тоа да го кажам, проблеми значи со навивачите во Загреб, проблеми со одредени ситуации на државно ниво, со, така да кажам, некои државни проблеми, каде што ни испратија како ни испратија, мислеа дека ние сме таму ќе отидеме ко распасена банда и дека сето она што се случуваше во Загреб против Холандија, па и против Шпанија во Љубљана, тоа препремниот дел говореше дека и многу скептици имаше од новинарите, зборам за писаните информации. Меѓутоа покажавме еден карактер, покажавме една сплотеност, покажавме дека од Вардара па до Триглава никој ништо не ни можеше, затоа што ние бевме сите заедно не само една година, ние бевме 4 години скоро заедно. Значи ние бевме од некои пред тоа, од квалификациите од 86-та па не знам, по 88-ма некои кои ние дојдовме, па имаше реорганизација и реновирање на таа репрезентација после дебакалото, сеќавате во Белград со Англија од 4:1, 5:1 како беше, така да сето тоа дојде во квалификации каде што ние направивме изводен резултат и бевме пред Франција, пред Норвешка, пред Шкотска, пред Кипар. И сето тоа ни даваше за право да одиме чекор по чекор, и таа сплотеност, така да кажам, национална верба и во Осим као стручњак, кој е феноменален стручњак, отидовме до таму за да, за тој рулет пенал, но отидовме во полуфинале, чак и да пројдевме, значи ние останувавме до крај на светско првенство.